Неретко се стекнува впечаток дека само жените имаат проблем со стерилитетот, но многу често и мажите многу редовно имаат проблем со стерилитет или други проблеми кои што се врзани со машкиот стерилитет. Многу малку зборуваат за истиот. Заради тоа денеска сакам да проговорам баш за него. Постојат билки кои што навистина може да направат многу во поглед на машкиот стерилитет. Прво би издвоила гинко билобата. Значи тоа е лист од гинко кој што стимулативно делува на центрите во мозокот, каде што знаеме дека се оттамо во суштина потекнува. Заради тоа како прва билка не ја ставив. Женшенот исто така стимулативно делува, од друга страна ја подобрува циркулацијата, која што е многу важна, значајна во овој сегмент кога станува збор за машки стерилитет. Тука би спомнала дека од каде доаѓа, значи, машкиот стерилитет. Крвните садови кои што многу често можат да бидат со наслаги од масни наслаги, може да бидат и калцификати, или пак од друга страна тие може да бидат помалку еластични. Заради тоа јас би препорачала маслото од семе од Макдонос, кое што ги чисти крвните садови, а со чисти крвни садови, значи нема да имаме никакви проблеми во однос на тоа крвта ќе стаса тамо каде што треба, во суштина циркулацијата ќе биде на завидно ниво. Токму во тој сегмент, значи кога зборуваме дека треба да се подобри циркулацијата кај машкиот стерилитет, џумбирот е одличен, гениален. Зошто го издвоив во ваква форма, значи не го дадов во форма на прав или во форма свеж, затоа што свеж треба да се подготвува, а кога е во форма на прав, тој е дехидриран и вистина има помал ефект. А додека кога е во масло, тој е итекако јак концентрат, само 2 пати во текот на денот, 5 до 10 капки наутро и навечер, да се земат со малку водичка, ќе го постигнат видниот ефект. Значи тоа беше заедно кога може да се поврзат овие претходно спомнати билки. Шисандрата, кај нас многу малку позната. Тоа е бобинка која што навистина нуди многу што, го подигнува квалитетот на спермата. Спермограмот, значи, го доведува во една нормала, што знаеме дека во многу случаи стерилитетот токму заради тоа настанува или пак нема да има зачнување, заради тоа што е неквалитетна, слаба спермата или спермограмот во себе не содржи голем број на сперматозоиди. Глок цветот, значи се врзува стерилитетот машки со циркулацијата е поврзан. Цветот од глок е исто со таква намена, значи да го подобри циркулативниот систем, да дојде до тамо каде што треба да стаса, значи крвта, а од друга страна и да ја стимулира машката жлезда за лесно, едноставно да ги излачи машките клетки кои што се така наречени сперматозоиди. Најпосле го оставив ова што навистина е многу добро и револуционерно, хорни голдот, кој што може да се подготвува како шејк наутро по едно кафено лажиче, да се стави, значи, во вода или можеби во некој цитрусен производ, тоа може да биде најчесто сок или во чај, и да се испие како шејк наутро. Од тука велиме дека сите овие препарати се за машки стерилитет, а ова го носи името попален јарец, што значи дека навистина тука ќе го постигнеме врвот едноставно. Не само што треба на оние кои што имаат проблем со стерилитет, туку многу млади кои што сега во последно време се жалат на потентност, еве можност попален јарец да бидат во случајот и да имаат квалитетен живот, затоа што се сведува на добра потенција. Жените и женското здравје. Како во се, жените се секогаш и најчесто многу комплицирани и многу прохтевни, многу захтевни, но многу јасно и многу јавно си ги изјаснуваат своите проблеми, барем добар дел од нив, и често имаат проблем и потреба за подобрување на нивното женско здравје во секој сегмент. Во најпрво, значи, во чести жаришта, чести инфекции, преносливи болести кои што нив ги пратат секаде,
заради нивната анатомија, заради нивната градба, поготово на гениталиите, но еве некое решение за истите. Меѓу другото, тука и женскиот стерилитет, нешто повеќе ќе се задржам на истиот. Овој чај што во моментов го држам в раце, тоа е значи чај за женски промени или за женски болести, затоа што тоа се некакви состојби од кои што жените многу често се жалат и многу често имаат разновидни проблеми. Овој чај композицијски е направен значи од билки кои што во суштина помагаат во секој сегмент, секаде каде што во основа се жалат жените во најразлични проблеми и промени, но никогаш како само таков не го ставаме како единствен, иако е композицијски, тој се надополнува со многу други чаеви кои што во различни намени имаат различни својства и го подобруваат квалитетот на овој чај. Например, овој чај може да биде за жаришта одличен, за белопрање, за цистити и така натаму, но ако станува збор за стерилитет и за подобрување на женските јајцеклетки, за проодноста на јајцеводите на каналите, тогаш во тој случај мора да се додадат одредени други чаеви. Ако станува збор за пореметен хормонски статус, кој што многу често исто така се жалат, и тоа од мали нозе децата, покачен пролактин и се друго кое што потоа назначува или веќе е прв показател кој што зборува дека може да има проблем со зачнување или со стерилитет. На овој чај одлично, значи би се дополнил лист од малина и лист од капина, кој што кога би се додале, тогаш во тој случај, значи долниот дел или тој дел кај што треба да бидат гениталите мирни, во суштина да има одлична проодност и на јајцеклетките или во време на циклус, би требало значи да бидат листот од малина, листот од капина заедно со композицијскиот чај, чајот за женски болести. Но ако станува збор значи за веќе стерилитет кој што од различна природа, значи тогаш кога ќе дојдат да се пожалат, ние ќе можеме да определиме што во суштина може да биде дополнување на овој композицијски чај, најчесто црвениот здравец, кој што изобилува со чист органски германиум. Германиумот е минерал кој што дозволува да има вистинско стимулирање, стимулација на женската јајцеклетка, која што треба како здрава да стаса до просторот, до местото каде што треба да биде и оплодена. Значи, црвениот здравец. Потоа, тука гениална е црвената детелина. Таа е, значи, толку добро дополнување од мали нозе, кога ќе почнат девојчињата да имаат нередовен циклус, болен циклус, заради стеснети канали, па понатака ќе забележиме дека во тој период се практично нефункционални, не можат ни да се движат, значи одма е одличен показател дека тие понатака ќе се развијат и многу поголеми проблеми, заради тоа што имаат цисти, полицистични јајници, па не знам, цисти кои што се водени, цисти кои што се задебелени, исполнети со некаква друга содржина. Сето тоа треба рано на време да се превенира и да се открие. Црвената детелина во периодот, значи на раното детство или рана адолесценција, за да не дојде до стерилитет, или кога е за време на стерилитет, заедно очајница, вркута, црвена детелина, црвен здравец и овој композицијски чај прават чуда. Затоа срдечно, топло ги препорачувам од мали нозе да почнат да го земаат. Но не сме да се исклучи и менопаузата, која што кај жените создава многу потешкотии, од валузи до несоница, до некои проблеми кои што потоа може да преминат во органски заболувања. Затоа подобро со време да се почне пред да настапи, значи климаксот, треба да се зема црвена детелина во континуитет заедно со сите овие чаеви што претходно ги напоменав.